Центарот за радиотерапија во Битола е во завршна фаза. Од Лигата за борба против ракот од Битола прашуваат кога овој центар и официјално ќе започне со работа, бидејќи како што велат, сите пациенти од Битола и регионот секојдневно патуваат во Скопје за својата терапија. Ние сме заинтересирани бидејќи знаеме дека објектот во составот на клиничката болница во Битола за зрачна терапија е готов, па заинтересирани сме кога ќе почне со работа ова оделение, за да не се малтретираат пациенти да одат од целиот регион во Скопје, така да во овој момент не знаеме, објектот е готов, не знаеме опрема, акселератори има, нема, стручен кадар има, нема и така натаму. Едноставно сакаме да дознаеме и имаме желба што поскоро да профункционира оделението за зрачна терапија во нашиот град. Лигата за борба против ракот има повеќе од 250 членови, од кои повеќе од 90% се пациенти. Лигата за борба против ракот уште пред 6 години во својата декларација прецизираше дека е потребно во овој југозападен регион да се обезбеди зрачна терапија. Токму на иницијатива наша, а во соработка со локалните власти и другите надлежни од Министерството за здравство, почна градбата на овој објект, меѓутоа луѓето се нетрпеливи затоа што се измачуваат секојдневно патувајќи до Скопје за неколку минути зрачна терапија. Надлежните од клиничката болница во Битола велат дека центарот е во завршна фаза, а тендерот е на централно ниво, со што ќе започнат со работа уште 3 нови центри. Тој е процес кој не оди во еден период наеднаш. Сите има од инфраструктура, од добивање на дозволи, регистративи и сите работи, до монтирање на опремата и едукација на кадар. Значи, ние во завршна фаза е цел проект, објектот е изграден до оној степен што е пуштен. Имаме колеги што се на едукација или што ќе ода на едукација од носители, од помошни носители и од немедицински физичари. Моите информации дека сегде се при крај со инфраструктурните објекти, понатаму законските, значи тој процес на фази е во завршна фаза за Битолската болница. Центарот за радиотерапија во Битола ќе има најсовремената опрема, како и стручен кадар кој во моментов ја посетува соодветната обука.